Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Фестивалот на пити и вино Питијада 2015 продолжува до понеделник. Автопатската делница Велес-Катланово ќе биде завршена и пуштена во употреба за околу 2 месеци. До 21 октомври трае огласот за аплицирање за средства за добра бизнис идеја преку Фондот за иновации. Дванаесеттата поред Велешка Питијада продолжува и во понеделник. Според неофицијални податоци, во изминатите 2 дена од Питијадата изедени се над 20.000 пити и испиени се над 4.000 литри вино. Во изминатите 2 дена од 12-тото издание на фестивалот на пити и вино Питијада 2015 продадени се 21.782 пити и 4.573 литри вино. Ова се неофицијални податоци кои се однесуваат само за штандовите. Програмата денес продолжува според предвидениот редослед, истакна градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. За да утре продолжиме понатаму, значи од вчерашниот ден сите што требаше да настапат велешките групи настапуваат заедно со Орхидеја Дукова, заедно со Мики Секуловски настапуваат во текот на утрешниот ден. Ќе имаме и појачување, да кажам, од народната музика, така да утрешниот ден ќе се работи до кај 18-19 часот, за да може после да почнат да се подготвуваат и да ја ослободат улицата да пуштиме во сообраќај. Посетителите задоволни од понудената програма, како и од квалитетот на питите на фестивалот. Добро е, само што не послужи времето вчера. Па со оглед на времето супер. Пробавте ли од питите? Да. Добри ли беа? Супер. Супер е. Годинава поубаво, значи многу. Обавезно, убаво. Квалитет супер. Сите 3 дена се шетаме со колешката. Убаво е со музика, со народ, да видиме, да упознаеме, това е. 40 динара едно вино, 130 пита, тоа ниде нема. Ова е едно друштво за пензионери и за млади. Да јадат, да пијат и да уживат. Организаторите информираат дека исто како и во минатите години, до сега нема регистрирано ниту еден инцидент. Нивото на однесување на нашите сограѓани било секогаш за пример и таа пракса останува понатаму. Вечерва посетителите на Питијадата ќе имаат можност да уживаат покрај во убавата пита и вино и во изведбите на македонските естрадни уметници. По долго време поп дивата Калиопи со свој концерт пред Велешани. Таа беше гостин во Дневникот во 16:30. Еве е дел од разговорот. Како и секој мој настап во овој прекрасен град, за оваа прекрасна публика, немам зборови, град со култура, град со традиција, град кој што уме, знае вистински да препознае и да испочитува вредности и токму со самото тоа на мене ми дава уште поголема одговорност да знам дека оваа вечер со овој концерт треба да им оставам нешто што ќе им трае долго. Мислам дека тоа ќе биде час и половина музика која што јас за оваа пригода избрав. Некако имам чувство дека ни требаат повесели рефрени, а и оние баладични кои што се навистина мега хитовски, кои што знам дека публиката ќе ги запее заедно со мене и со мојот бенд. Обилните врнежи во последновото деноноќие ја прекинаа бербата на грозјето во Тиквешко. Бербата на необраниот дел од родот ќе биде одложена за неколку дена. 95% од грозјето лозарите веќе го предале на винариите. 24-часовни врнежи од дожд ја прекинаа бербата на грозје во Тиквешко. Иако родот во големи мери е обран, бербата на преостанатиот дел ќе биде одложен за неколку дена, информираше председателот на Сојуз на лозари Агро Тиквешија од Кавадарци Љупчо Аризанов. Грозјето од овие дождови сега може да почне да скапува, да почне да пука, кое што е недоволно заштитено претходно. Истото може да се најде во незавидна состојба истото
да не биде обрано. Ако продолжат самите врнежи, истото може да се скапи. Мислам дека квалитетот на грозјето за сега беше добар оваа година, но овие дождови сега на оваа преостаналото може да се одразат доста и на самиот квалитет. Како последица од обилните врнежи, во наредните неколку дена тежок ќе биде пристапот до нивите во најголемиот лозарски регион во државата. Необраните количини се главно од сортата Смедеревка, најзастапената бела винска сорта на грозје во регионот. Воедно нагласи дека 95% од грозјето лозарите веќе го продале на одредени винарии. За 2 месеци официјално ќе се пушти во употреба автопатската делница Велес-Катланово. Ова го потенцираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој информираше дека оваа делница се финализира, а воедно најави рехабилитација на делницата Неготино-Демир Капија, чија реализација е предвидена за 2017 година. Автопатската делница Велес-Катланово се финализира. Конечниот изглед ќе го имаме за 2 месеци, кога се предвидува и официјалното пуштање во употреба, изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој најави и низа рехабилитации и градби во инфраструктурната сфера за следниот период. Во моментов се работи и на патната магистрала Велес-Кадрифаково. Се работи за целосна реконструкција во двата правца, првин од Скопје до Велес, а сега завршуваме Велес-Катланово, односно Велес-Скопје. Но паралелно исто така работиме и на Велес-Кадрифаково. Таа ни е поделена во 3 фази. Првата и втората фаза се скоро готови. Сега се префрлени претежно машините и механизацијата на третата фаза. Втората многу малце ни останува. Меѓу планираните проекти за изградба и реконструкција на автопатски делници за наредниот период, ресорниот министер најави рехабилитација и на делницата Неготино-Демир Капија, чија реализација е предвидена за 2017-та. Се работи за 8 километри. Ова ни е планирано да започнеме од 2017, но јас мислам дека ќе почнеме многу порано. Имаме одлична динамика направено со директорот од јавното предпријатие за државни патишта и гледаме што побрзо да ги распишуваме тендерите, побрзо да ги спроведуваме сите оние постапки што се предвидени. Јавното предпријатие за државни патишта следната година ќе вложи 12 милиарди денари во градба, одржување, реконструкција и користење на патишта. Министерот Мисајловски нагласи дека со ова интензивно инфраструктурно инвестирање, целата патна мрежа во Македонија ќе добие модерен европски лик. Вториот јавен повик за добивање средства од Фондот за иновации завршува на 21 октомври. Фондот има на располагање 1,3 милиони евра и истите ќе им бидат распределени на усвоените апликанти преку 3 инструменти. Целта на ваквиот тип финансирање е забрзување на технолошкиот развој и развојот на иновациите. На 21 октомври завршува вториот јавен повик за добивање средства од Фондот за иновации за секоја добра и издржана иновативна идеја. Приватниот бизнис сектор би можел да го искористи својот потенцијал преку иновации да ги развива малите и средни бизниси. Фондот за иновации за оваа цел има на располагање 1,3 милиони евра и истите ќе им бидат распределени на усвоените апликанти преку 3 инструменти. Стартап и спин-оф компании би можеле да добијат до 30.000 евра или 85% од вкупните трошоци на проектот. За комерцијализација на иновации се добиваат кофинансирани грантови и условни заеми до 100.000 евра или 70% од буџетот на проектот. До 200.000 евра или 50% од вредноста на проектот можат да се добијат за трансфер на технологии. Во инструментите се засегнати компании со проекти во фаза на прототип, партнерства меѓу компании, но и микро, мали и средни предпријатија чии проекти би се финансирале. Целта на ваквиот тип на финансирање е во насока на забрзување на технолошкиот развој и развој на иновации кои ќе допринесат кон создавање нови работни места, економски раст и развој. Со тоа истовремено ќе се подобрува и бизнис околината како и конкурентските способности на предпријатијата.
Министерството за економија, ЕВН и Агенцијата за енергетика ја промовираа енергетската математика, ни за практични совети преку кои ќе се овозможи намалувањето на трошоците за електрична енергија. Министерството за економија досега има донесено низа регулативи за поголема енергетска ефикасност. Преку низа практични совети кои ќе овозможат намалување на трошоците за електрична енергија, ЕВН, Министерството за економија и Агенцијата за енергетика ја промовираа енергетската математика. Целта на платформата за енергетска ефикасност е да се подобри свеста кај граѓаните, но и кај фирмите за различните можности за заштеди на енергија. Основањето на фондот за енергетска ефикасност ќе отвори можност за сите граѓани и за сите компании преку користење на средствата во тој фонд што повеќе да го и да инкорпорираат енергетската ефикасност и тоа на тој начин тие ќе заштедат. Незири вели дека Министерството за економија во изминатиот период има донесено низа регулативи во насока на поголема енергетска ефикасност, а енергетиката е еден од приоритетите за сегашниот и идниот економски развој. Важна е стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020 година. Првиот и вториот акционен план за енергетска ефикасност, од кои последниот е во владина постапка на донесување, како и избор на модел за формирање на фонд за енергетска ефикасност, со што ќе се создадат услови за обезбедување на финансиска поддршка за реализација на активностите содржани во акциониот план. За 4 дена официјално започнува грејната сезона која трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење. Голем дел од граѓаните веќе знаат на кој начин ќе ги затоплуваат своите домови. Просечно македонско домаќинство троши годишно 3 до 10 метри кубни огревно дрво или најчесто околу 6 метри кубни за загревање. Од 15 октомври официјално започнува грејната сезона. Граѓаните веќе одлучиле годинава дали своите домови ќе ги затоплуваат со електрична енергија или со огревно дрво. Најголем дел од граѓаните го избираат огревното дрво како една од најекономичните суровини за затоплување. Од шумското стопанство Бабуна Велес информираат дека воспоставиле одлична динамика на снабдување на граѓаните со потребното огревно дрво. Во просек дневно во складот пристигнуваат од 10 до 15 камиони со по 150 до 200 метри просторни огревно дрво. Нашата цел како јавно предпријатие на најдобар можен начин да излеземе во престрет на потребите за обезбедување на огревно дрво за граѓаните. Понекогаш се соочуваме со потешкоти на терен, со временски некои неприлики, но сето тоа е во и бараме одговорни решенија, се со цел за да можеме граѓаните да ги снабдиме со огревно дрво. На овој начин за граѓаните што имаат уплатено, обезбедено е потребната количина на огревно дрва и сите може да се го подигнат до почетокот на грејната сезона. 2/3 од домаќинствата во земјава за време на грејната сезона користат огревно дрво. Просечно македонско домаќинство годишно троши од 3 до 10 метри кубни огревно дрво за загревање или најчесто околу 6 метри кубни. Инаку грејната сезона во Македонија најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење, додека во останатите најчесто се сведува на делумно загревање на просториите. Утре пред кавадарчани ќе бидат промовирани народните приказни за умната мома и големиот драпаџија. Истите се дел од проектот на Квадион продукција, градоначалникот и советот на општина Кавадарци. Премиерното прикажување на првите 2 епизоди ќе се случи во киното Каос. Народните приказни за умната мома и големиот драпаџија ќе ја доживеат својата премиера пред македонската јавност в понеделник на 12 октомври. Кавадаречките приказни се дел од проектот на Кавадион продукција и градоначалникот и советот на општина Кавадарци за зачувување на приказните создавани, прераскажувани и пренесувани меѓу генерациите од Тиквешкиот регион. Првите 2 епизоди од серијалот го донесуваат автентичниот амбиент и архитектурата на селата Мрежичко и Бојанчиште. Овој целосно кавадаречки проект со локални приказни, актери, режисери, сниматели и комплетна продукција е резултат на долгогодишна и макотрпна работа на собирање приказни од Тиквешијата, велат авторите. Премиерното прикажување на првите 2 епизоди ќе се случи во киното Каос со почеток од 20 часот.
Оно што засега останува непознато е телевизијата на која ќе се емитуваат кавадаречките народни приказни. Во рамки на одбележувањето на 74 годишнината од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна се додели наградата за животно дело 11 октомври. Интензивниот дожд кој го имавме во последново деноноќие зад себе остави паднати дрва, оштетени автомобили и големи количества вода на улиците. Вести од Македонија. Република Македонија денеска одбележува 74 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Бројни делегации положија цвеќе на спомениците и паметниците на народните херои. Во рамки на одбележувањето, во Собранието на Република Македонија беше врачена и државната награда за животно дело во областа на културата и уметноста и во образованието и науката 11 октомври. Оваа година, наградата за култура и уметност отиде во рацете на писателот и академик Митко Маџунков, а наградата од областа на науката и образованието ја добија професор доктор Никола Јанкуловски, дигестивен хирург, професор доктор Махмуд Хиса, професор по албански јазик и професор доктор Маријан Димитриевски, историчар и научен работник. Наградата 11 октомври е највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Според мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија, во Пожаране се наврнати 100 литри на метар квадратен, во Крушево 99, следат Охридско 90, Претор со 87, Тополчани и Тетово со 82 литри на метар квадратен. Паднати дрва, оштетени автомобили, големи количества вода на улиците, ова се последиците кои ги предизвика дождот кој ја зафати целата територија на земјава. Хидролозите велат дека за сега водостојот на реките е во нормалните граници, но не се исклучува да има излевање на локалните места. До Центарот за управување со кризи испратиле апел да се следи посебно ситуацијата во Шарпалинскиот регион, поради обилните врнежи на магистралниот пат А3 од Македонска Каменица до Делчево и одроени на карпи на двете коловозни ленти и сообраќајот се одвива отежнато. Обилните врнежи направија прекин на сообраќајот на локалниот пат од село Ропалце до село Никуштак, Скопско. Во двојниот самоубиствен напад во Анкара синоќа загина најмалку 95 лица, а пак во Чад најмалку 40 лица загинати, а 50 повредени во бомбашки напад. Ова е светот денеска. Исламска држава е одговорна за двојниот бомбашки напад во Анкара, укажуваат првите индикации. Истрагата се фокусира на оваа екстремистичка исламистичка група, изјавили извори од турските безбедносни сили. Вчерашните експлозии имаат воочлива сличност со самоубиствениот бомбашки напад во јули во турскиот град Сурук, за кој беа обвинети припадниците на Исламска држава. Неименувани турски безбедносни функционери изјавиле дека овој напад бил во стилот на Сурук и сите знаци укажувале дека е копија на нападот. Во нападот во Анкара загинале 95 лица, повредени се 245, од кои 160 се лекуваат во болница, 65 од нив биле во одделот за интензивна нега. Најмалку 41 лице загинаа, а 50 се повредени во бомбашки напад на пазар во градот Багасола во Чад, што се случил вчера. Меѓу загинатите се и 5 самоубици, од кои еден маж, 2 жени и 2 деца, соопштуваат властите во Чад. Предпоставките се дека нападите се дело на екстремистичката група Боко Харам. Оваа екстремистичка група претходно излезе со соопштение дека ќе биде лојална на џихадистичката група Исламска држава. Тие ги интензивираа нападите откако нигерискиот председател Мухамаду Бахури најави борба против екстремистичката организација, која 6 години се обидува да воспостави калифат во северниот дел на земјата. Боко Харам ги засилува нападите во Нигерија, но и во Нигер, Чад и Камерун.
Во првото коло од кошаркарското првенство на Македонија победи за Карпош, Соколи и Кожув. Ракометарките на Македонија поразени уште еднаш, овој пат од Хрватска. Во продолжение вестите од домашен спорт. Започни кошаркарскиот шампионат на Македонија. Во првите надпревари Карпош Соколи славеше убедлива победа против екипата на Бест. Крајниот резултат на овој меч беше 113:62. Во дербито од првото коло Кожув на домашен терен го победи тимот на Работнички и на некој начин им се реваншираа за поразот во финалето на купот од претходната сезона. Актуелниот шампион МЗ-та својот прв надпревар ќе го одигра денес против екипата на Струмица, а колото ќе го комплетираат Фини и Куманово. Тие својот надпревар ќе го одиграат во вторник. Женската ракометна репрезентација на Македонија загуби во вториот квалификацијски надпревар за пласман на Европското првенство. Вчерашниот дуел против Хрватска на домашен терен заврши со резултатот 36:22. Најефикасна во надпреварот беше Андреа Пенезик, ракометарката на ЖРК Вардар, која постигна 9 погодоци. Во нашиот состав Сара Ристовска 8 пати се запише во листата на стрелците. Следниот надпревар ракометарките ќе го одиграат на 9 март против Словенија. Иако водеа во текот на целиот надпревар, ракометарите на Металург го загубија мечот од четвртото коло во Лигата на шампионите. Крајниот резултат на дуелот беше 20:19, а победничкиот гол во последната секунда од мечот го постигна Јоргенсен. Најефикасен играч во тимот на Металург беше Јанко Божови, кој постигна 11 погодоци, а голманот Дупјачанец имаше 16 успешни интервенции. По овој надпревар Скjerн измина лидерската позиција на табелата, додека Металург е третопласиран. Следниот меч на металурзите во Лигата на шампионите е за 7 дена против Баја Маре. Италија, Белгија и Велс обезбедија пласман на Европското првенство. Дани Педроса ја оствари својата прва победа во сезоната во MotoGP конкуренцијата. Лазаров постигна 12 погодоци во победата на Барселона во Лигата на шампионите. Меѓународен спорт. Со вчерашните надпревари комплетирано беше 9-тото квалификацијско коло од циклусот квалификации за Европското првенство. 3 нови репрезентации обезбедија пласман на шампионатот следната година. По поразот на Израел од Кипар на домашен терен со резултатот 1:2 и победата на Белгија против Андора со 4:1, Белгија и Велс го осигураа својот пласман на првенството. Италија исто така обезбеди виза за во Франција, откако на гостински терен славеше против Азербејџан со 3:1. Во останатите надпревари Исланд, Латвија 2:2, Казахстан, Холандија 1:2, Норвешка, Малта 2:0, Чешка, Турција 0:2 и Хрватска, Бугарија 3:0. Вечерва ќе започне последното 10-то коло во кое ќе ги дознаеме и последните учесници на Европското првенство. Дани Педроса, возачот на Хонда, славеше на трката за големата награда на Јапонија која се возеше утринава. Воедно за него беше и прва победа во сезоната. Друштво на подиумот му правеа клубските колеги од Ямаха, Роси и Лоренцо. Лидерот во генералниот пласман Росија с големи предноста пред Лоренцо и сега таа изнесува 18 поени. До крајот на сезоната во MotoGP шампионатот престануваат уште 3 трки, а наредната ќе биде возена следниот викенд во Австралија. Најдобриот македонски ракометар Кире Лазаров ја предводеше својата екипа до нов триумф. Барселона на вчерашниот меч од Лигата на шампионите на домашен терен славеше против Монпелје, а мечот заврши со резултат 37:27. Лазаров на овој дуел постигна 12 погодоци од 12 удари кои ги упати кон голот и беше прв стрелец на тимот. Со оваа победа каталонците се наоѓаат на втората позиција на табелата зад Вардар. Во останатите надпревари од Лигата на шампионите беа постигнати следните резултати: Прешов Војводина 19:27, Киелце Кристенштад 35:27, Порто Чеховски Медведи 31:27 и Висла Плок Кил 23:37. Со денешните надпревари ќе биде комплетирано четвртото коло во ракометната Лига на шампиони. Луис Хамилтон е победник на трката за големата награда на Русија. На патеката во Олимпискиот град Сочи тој победи втора година поред. Покрај него на подиумот се искачи уште и Фетел кој заврши како второпласиран, односно Перес кој беше трети. Осојувачот на пол позицијата Нико Росберг поради проблеми со педалата за газ ја напушти трката во 9-тиот круг. Во генералниот пласман британецот е с големи предноста во однос на неговиот клубски колега и сега тој има 302 бода, 66 повеќе од Росберг и е на чекор до одбрана на титулата. Следната трка во
Формула 1 е за 2 недели во Остин, Тексас. Денеска времето облачно со слаб до умерен дожд. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Максималните температури до 18 степени, а ветерот ќе дува од југоисток. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.